100% македонско, 100% музика на кирилица. Макс Сцена на радио Слободна Македонија. 10 минути по 11 часот, ново издание на Макс Сцена на радио Слободна Македонија. Ве поздравуваме од центарот на загушливото и загадено Скопје и ви посакуваме добре дојдовте во ново издание на Макс Сцена. 60 минути музика на кирилица, 60 минути резервирани за 100% македонско, 60 минути резервирани за презентација на македонската музика и за нешто што има нова. Да, имаме во најава еден спектакуларен концерт кој што ќе се одржува утре. Мислам дека веќе знаете за кого станува збор, така и кој ќе биде денешниот гостин во Макс Сцена. Јас ќе ви посакам топло добре дојде и ќе се обидеме да го задржиме вашето внимание си до 12 часот. Ивана Крстевска, Далибор Зафировски, Никола Јовановиќ се заедно со вас во наредниве 60 минути и нашиот денешен гостин за кој станува збор. Ова стено што ќе го слушнеме ќе ви откриам, мислам дека и веќе знаете. Најголемите македонски хитови. Музика на кирилица. На радио Слободна Македонија. Музика на кирилица на радио Слободна Македонија и веќе знаете за што станува збор. Ние неколку пати во утрински поглед си го најавивме тоа големо случување кое што го очекуваме веќе 2 години во Скопје, да го видиме големиот концерт, големото случување кое што ќе се одржува утре 15 декември во Випарината Борис Трајковски. Во студиото на радио Слободна Македонија денешен гостин во Макс Сцена Пеце од Суперхикс. Добар ден и добре ни дојде. Добро ден, најдов сите што планираат утре да дојдат на концерт, нека се земат некаков GPS уред за да не се изгубат низ скопскиот смог. Да се надеваме дека утре ќе имаме подобри временски услови, дека смогот ќе го снема и дека ќе имаме попријатен воздух за дишење, или пак ќе треба во Випарината Борис Трајковски да ставите прочистувачи на воздух. Види ова се што сега последно што го кажа сега на шега или не да го ставам на постовите за концертот кој што ќе се случи утре, дека секој што ќе купи повеќе од 2 билети ќе има посебен дел од таа мала сала во Випарината во која што ќе вградиме прочистувачи. Ама ова не е нормално, луѓе. Овие стихови рековме пред малку од тебе, од тебе ќе умрам, ги посветувам на скопскиот смог, кој што не гуши буквално овие неколку дена. Ова не е нормално, луѓе. Така, не е нормално. Не е нормално, мора нели пред се ние како луѓе покрај властите што треба да преземат нешто, ние нели сами од себе да тргнеме. Ова е Дарко Тапанарот на Суперхикс, сега ми се јавува, не знае дека сум во живо на радио Слободна Македонија. Дарко ќе ми се јави подоцна. Така ли е, Дарко? Ето така. Ајде, поздрав и да Дарко Тапанарот, веројатно имате густи проби во... Не само проби, подготовките се навистина интензивни и напорни, морам да признам. Дури мислам дека денеска пробата ќе скокнам поради моите медиумски гостувања, но и поради тоа што ој глас треба да се одмори, а секој глас е важен, знаеш како се зборува пред изборите. Така што навистина е напорно, спремаме еден мини спектакл, затоа што ќе имаме многу гости, ќе имаме еден интересен една интересна плейлиста која е навистина богата, која што вклучува повеќе од 30 песни. И ја не знам како ќе го преживеам тоа, ама... Тоа значи ќе трае повеќе од 3 часа концертот? Не, 3 часа, ама по 3 минути во просек, плюс бројање, значи најмалку 2 часа, 2,5 часа ќе трае концерт. Навистина спремаме едно специјално доживување за сите кои што знаат и обожуваат нашата музика, па и оние кои што не се, да речеме, стари фанови на Суперхикс, кои што се можеби од поновото време од овој последен албум Underground Evergreen. Навистина спремаме едно интересно концертно доживување, нетипично, па секое соло концертно наше представување представува посебно представување. Имаме гости кои што досега не се качеле на бина со нас. Имаме еден специфичен амбиент, тоа е малата сала на Борис Трајковски. Многу луѓе не знаат кај се наоѓа, таа се наоѓа страната која што гледа на кај аквапаркот. И морам да потенцирам, да кажам секаде каде што гостувам, дека бројот на билети е ограничен и капацитетот на овој простор е ограничен. Да си побрзаат сите кои што се уште сакаат или можеби се одлучиле да бидат дел од овој спектакл, да го направат тоа и да купат билет што побрзо. Да, билетите, да кажеме, се продаваат во Југотон. Билетите се продаваат во Југотон, во КТЦ онлайн, може да се купат секако без да се малтретирате на jugoton.com.mk. Во кафе баровите Конак, Джус бар, Лонг Плей во аеродром и во Сити Мол имаме пункт каде што се продаваат
картите. Тоа е сега за сега и тоа веројатно така и ќе остане. Така, има уште Сите некои... што сакаат да купат билети ќе си го најдат. Да, ден и пол до стартот на концертот, ден и пол да бидете дел, да си резервирате билет, нели, за да бидете дел до на големо случување. Пеце, 2 години ве немаше во Скопје, зошто беше тоа така? Го спремавте ова навистина спектакуларно издание кое што ќе се случи утре. Па видим, доста понуди одбивме. Тргнувајќи од фестивали до не знам, манифестации организирани од градот и така натаму, многу луѓе не правеа луди и ни велеа како бе тоа сега ви одбивате настапи на шуличето. Не, едноставно некојаш треба да одмориш и публиката од тебе и ти од неа, а во Скопје бевме доста често присутни еден период, а едноставно сакавме да го издадеме овој албум, да имаме добри услови и конечно добра шанса, нели, добри услови да овој концерт биде одработен онака како што треба, биде соло концерт на Супер Хикс, а не да биде, не знам, некаков фестивал со повеќе вино или слично, затоа што навистина сакавме оваа концертна промоција конечно која што ќе се случи на Underground Evergreen покрај сите други хитови од минатото, да биде онака како што ние сме замислиле и благодарение на момците од сам продукција, тоа ќе се случи и еве конечно дојде време не само што го сврливме оној албум во март на CD, туку и плочата ја представивме пред месец дена, па сега дојде време едноставно за тоа. Сега ќе направиме на кратка пауза за реклами, ќе слушнеме веднаш пута една од моите помилени од овој албум, Луда глава, и се враќаме во студиото да си дозборуваме за си она што ќе се случува утре. Може. 100% македонско. 100% музика на кирилица. Макс Цена на радио Слободна Македонија. После Рам-парарам, песна која што навистина сегде се пее. Пеце, мора да ти признам. Ќе видим утре. Да, сите ја знаат, сигурна сум. Значи, нека од најмладо до најстари во слушното. Ево сега трубачот на Супер Хикс. Здраво, трубач на Супер Хикс. Може ли да ти се јавам подоцна? Во радио сум, ајде поздрав. Се најдобро. Се спремате, да, се така кога нема да се најавиш дека гостуваш негде. негде. Тие што имаат по тројца во бендот им многу полесно. Green Day се тројка, например, многу ми е добро. Вака 7-8 луѓе и гостите, ние на сцена утре ќе бидеме околу 15 луѓе во еден момент. 15, нема 12 сигурно. Може да замислиш кој е лудило тоа? Да. И сите пејачи го бараат. Да, и да се искоординираш со главниот, се разбира, затоа што си, нели, основачите и од 1993 година. Па четврта, поточно, трета беа некои обиди. Јас сум имала година и пол тогаш. Па добро, тоа сум види, растела, сум можеш пораснала да кажеш со дека Супер си Хикс. растела и си пораснала Да. со музиката на Супер Хикс и тоа не е воопшто лошо. Тоа е одлично, мора да кажам, и затоа ќе биде утре една феноменална журка која што ќе се случи во... Сега да те прашам нешто. Зошто емисијата се вика ајде, ова ми се допаѓа што е 100% македонско, зошто се вика музика на кирилица, па ја може Луда глава на латиница сум ја направил. А после тоа е адаптирано. Адаптирана, па не знам затоа што веројатно македонскиот јазик или нашето писмо е кирилично, официјално, нели, па заради тоа. Се чегам. Ајде, спомна дека може на латиница или на Што би се рекло? на латиница или на кирилица да напишал Луда глава, затоа што ти си нели автор. Па види, текстовите ги пишуваме сите помалку, а овој текст конкретно е мој и песна се пишува на лист хартија. После тоа се става во лаптоп, па после тоа си го праќаш на мејл, затоа што ако се случи да текстот вечерта кој што си го напишал ти дошло во моментов или во некоја ситуација после некоја слава, вака под дејство на сокот јачмен или слично, се случува да го заториш тоа ливче и никогаш повеќе да не го најдеш. Јас сум имал такви ситуации во живот. Да, Си не направил знаеш добар каде е текст случувано. и обично се снима тоа на телефон или во моментот или се става во лаптоп или си го праќаш на мејл за да не го заториш. Се случувало и тоа. А конкретно сега Луда глава, па мислам дека на листа е напишано и после тоа препишано и адаптирано. Како оди тоа? Како, што е Луда глава, целава тематика, како ја доби инспирацијата? Па видиме сум дека во Македонија секој втор е полуден. По некоја моја статистика или па можеби и секој више полуден во оваа држава од X причини, тренувајќи од Смогов. смогот, политичкиот амбиент што го живееме, а економскиот амбиент и сето останато. И тоа некако, не знам, не се менува. И трае и повеќето текстовите се токму за тоа на Супер Хикс во последно време. А Луда глава е едноставно една оптимистична, ајде да речеме, песна која што вели Луда глава, насмени се на секој твој проблем.
затоа што проблеми има. Парите не се тргнувајќи од проблем. Пари нема. Пари не се нема. проблем, пари нема, долгови имаш колку сакаш. И мислам дека тоа е една типична приказна за еден типичен македонец. Долгови, проблеми, ама насмевни се, испи Луда некој сок глава. од грозје Или од и јачме. помини си убаво. Да. Па не, види, кој живот е краток и така гледајќи го сега Смогов тука од вашето студио, нема да живееме долго очигледно. Вака ако продолжиме, така А тие сукчиња може да ни го продолжат животот, барем една па чашка. нема и тие ќе ти го докусторат животот, ама барем помили го тој дел од животот што го имаш квалитетно, со журка, со танци, со смеа. И со одличен концерт кој што го имаме утре во малата сала. Апсолутно, уште еднаш ги канам сите, значи имаме еден сетап, една листа која што нема да ви остане секунда да бидете мирни. Така, споминавме 1993 почеток на 1994 година, основањето и формирањето на бендот Супер Хикс. 24 години да заокружиме до 2017 година. Воопшто не е мала бројка, нито пак 2,5 децении скоро постоење на македонската музичка сцена. Како се потрудивте да го направите ова? Иако нели знам дека си имаат сменато доста имиња во бендот, нели составот е сменет горе доле. Меѓутоа 24 години не е тоа како мала бројка да се опстои во ова време, не време може да кажеме во кое што живееме ние барем тука во Македонија, каде што македонската музика знаеме нели како се третира. Па најпрво да ти кажам дека македонската музика, освен благодарение на вас радиостаниците кои што се уште некако ја држувате, морам да признам дека не се третира. Не се третира, посебно кај вашите колеги од телевизиите, честни исклучоци, речеме има мал број на исклучоци кои што нас не поддржаа во овој мачен проект наречен концерт во Борис Рековски. Тоа не беше така. Имаше периоди во кои што медиумите во Македонија ја поддржува многу македонската музика и знае на телевизиите ние глупави песни, тоа неколку пати го кажав период кога ја исфрливме 2000 година. Тој спот одеше буквално на сите можни телевизии, се случуваше во еден период да свртам 5 ТВ станици и да се слушне таа песна и да се види. Тоа за жал сега не се случува. Еве прашате било кој македонски артист од било која провиниенција, поп рок, метал, хип-хоп, како сакаш, фолк, па и фолкерите. И фолкерите, еве синоќа сега не знам гледав една српска телевизија, се викаше нешто слично твоја емисија 100% наше или не знам наше нешто светски, наше нешто во тој фазон. И сте сконцентрирани на домашната музика. Кај нас, освен на нашиот национален јавен сервис кој што емитува некои чудни концерти од пред 20 на години, во ниедно време, на другите телевизии не можеш да најдеш дури ни од фолк изведувачите нови спотови песни, да не зборуваме за поп, да не зборуваме па за рок н рол сцената, и преплавени сме од турбо фолк изведувачи од соседството кои што си имаат, морам да им признам, добро организирана машинерија и продукција за продавање на своите производи, меѓутоа зошто ние тоа така лесно го прифаќаме и го продаваме на нашите деца, тоа не можам да го разберам, да го сватам. Мислам дека ако продолжи овој тренд за 5 години, нашите деца ќе ги пеат сите хитови само на српско-хрватски и малте на хитовите на Супер Хикс и на сите останати ги се позаборават. Така. Ме праша како е лесно, па не е лесно, дали е лесно 24 години, не е лесно. Не е воопшто лесно. На 3 март ќе прославиме 24 години од првиот настап. Сами си знаеме што се... Каде беше првиот настап? Првиот настап беше во клубот Дорс, кој што се наоѓаше тогаш во Дебар Мало, сега таму има некои згради набиени, испоизградени и така натаму. И бевме клинци, средношколци, по 17 години колку јавме, Борис Минов и кој е баш дел од тој прв состав на Супер Хикс и ете 24 години сме заедно. Се сменија многу луѓе, ама многу луѓе се таа постава останати од 98-та, па колку бидна веќе, скоро 20 години. Така, како со секој нов член пак го наоѓате рецептот за успех, да дојдете до пак ново студиско издание, нова плоча и уште еден нов концерт? Па нема рецепт за успех, имаш само работа. Нема рецепт за успех. Никој не ни гарантирал нас успех. Ние 6 години бевме демо бенд од 94-та до 2000-та, ние немавме ваков успех како сега. Излезе глупави песни, тогаш тргна приказната така како што тргна. Секој нов член кој што доаѓа во Супер Хикс или старо нов член, имаме и такви како Бранко Илиевски кој што е сега тромбонист во бендот, кој што беше во бендот некаде до 2008-2009, па не беше долги години во бендот, па пак се врати. Едноставно секој бенд се прилагодува и мора да се адаптира на она што ние го правиме, а ние си го одржуваме тој континуитет останатите членови и едноставно тоа е. Работиме, правиме нови песни, ако имаме нови идеи,
правиме концерти и правиме спотови и немаме каде ги прикажеме спотовите. Да, може еве ние да ви ги објавиме на rsm.mk на нашиот вебсайт, па да На се вебсајтот може, да, до телевизиите тешко доаѓаат. Да, затоа што нели немаме таква можност да имаме фреквенција телевизиска да ве гледаат. 1993-та, четврта, колку е сменет бендот, ајде на паралела да направиме од тогаш до денеска, колку созревте? Знам дека многу созревте и подостаревте, наполнивте некоја година плюс. Подостаревме ли? Ти благодарам на комплиментот. Созревте, еве вака, созревте. Така може. Па да, подостаревме малку, не сме веќе оние 17 годишни момци. Ама од друга страна да ти кажам, многу баш нешто и во духот и енергијата не сме се смениле. Може малку повеќе не боли кичма после настап или после оние проби кои што ги правиме денови од по 3 дена, од по 3 часа во нашата просторија во Треска и не е така едноставно да освириш 30 песни, иако да ти кажам кондиционо или кондицијски сме можеби поспремни отколку тогаш, затоа што тогаш настапите на Суперхикс траеле половина час, сега траат и по 2-3 часа. Во однос на тоа сме поспремни, во однос на повторно се јава тапанарот на Суперхикс веќе станува досаден и ќе го исклучам и сега да кажам дека да, созревме, поискусни сме, ама во однос на духот и енергијата која што носиме сме истите тие момци кои што сме биле и тогаш во 94-та година, и она што ни инспирирало и тогаш и денес, да ти кажам, многу во Македонија не се сменило. И тоа е тажно и трагично. Може би беше почисто тогаш, мислам дека мала сум била, меѓутоа знам дека не било толку загаден. Прво не беше исечено, беше дефинитивно Скопје многу позелен град, второ не се возеа толку автомобили, трето немаше толку згради. Немаше толку згради, се случи една револуција, мафиозо градежна револуција и не знам, ама ова не е градот кој што ние го живеевме и го доживувавме така како што доживувавме во 90-тите. Ни фали тој град. Така, ќе направиме уште една музичка пауза. Дали, Пеци, имаш некаква желба, некој од твоите хитови која сакаш да слушнеме? Од нашите? Од вашите, извини. Па не знам, види, 30 песни имаме на листа за утре, не знам, Безгрешен, Раде од постарите, Африка, Оптимистка, Тоа не сум јас. Па ајде, нека биде Раде. Нека биде Раде. Поздрав до Штип. Најголемите македонски хитови. Музика на кирилица. На Радио Слободна Македонија. Токму така, најголемите македонски домашни музички хитови, хитови кои што се пеат од 90-тите па си до денеска. Раде, ја памтам, јас многу да написам која што слушнав пред малку пред рекламите. Па не знам точно која година Раде снима? Раде 2000. Па сум имала 7-8 години. Добро, значи тргнувањето на училиште било весело. Весело ми било. Одлично. Да, на неколку пати, Пеце, имавте можност да наполните Метрополис арената. Каква не неколку пати. 2012, а претходно 2004 свиревме на третата или петата хала на Саем. Во тоа време Саем се уште постоеше. Постоеше, да. Многу ми е жал, не ми се верува дека ова го кажам, дека градов остана без Скопски Саем. Просто ми е неверојатно. Уште еден белег на градов заминува во историјата. Каде што има навистина значени музички имиња, што домашната и од светската музичка сцена, каде што имаат настапувано. Не само значени музички имиња, Саем. Саем, да. Немаш каде да одржиш Саем сега во градов, малку е тоа трагично. 2004 во петата хала, 2012 во големата Метрополис арена и тоа е досега најголемиот концерт, соло концерт на Суперхикс, на кој што беа присутни 5-6 илјади луѓе и феноменални спомени имаме тогаш. Многу концерти, многу публика, како во домашнава земја, така и во странство. Надвор од земјава имате пијано што во Балкани, надвор во европските земји. Имаш некој посебен настап што вака сакаш да го извоиш во овие 24 години пеење на сцена? Некој... Добро, оние концерти со оние големи имиња од типот на Green Day, Faith No More, Fun Loving Criminals, Manu Chao, концертот во Скопје и средбите потоа со него. Кои беа други? Не можам да се сетам. House of Pain, Молоко, средби со Марки Рамон во хотелите по фестивали кај што сме настапувале, средби со или дружба со Рожен Мрфи од Молоко и така натаму. Сето тоа се моменти кои што стануваат. Сега баш некој најдраг момент
не би можел да издвојам, а од турнеите би ги издвоил оние турнеи во Швајцарија, кој што е навистина една фасцинантна земја и навистина импресионира како се функционира таму кај нив, тоа е нешто неверојатно. Многу моменти, многу концерти, многу убави моменти за паметење, кои што се надам дека ќе продолжат да не се случуваат пак почесто. Некако малку затаивме после неколку години, станавме фамилиарни луѓе. Малку се поретки тие турнеи, меѓутоа повторно знаеме да забиеме на пат и убаво се Каде бевте последно негде надвор од земја? Па Дрезден, во Дрезден бевме на како се викаше Фет дела музик фестивал, кој што се одржава во Дрезден. Во Дрезден настапивме низ години 3 или 4 пати, не се сеќавам веќе. Домашни сте веќе дома. Па да ти кажам, имаме добра база на пријатели кои што таму ги познаваме, кои што не букираат константно, и тоа беше последен наш концерт надвор и она балканска турнеја која што пред неполна година направивме, кој што ги вклучи Софија, Љубљана, Загреб, кој беше, што беше друго, Ниш, Средишче, Обдрави во Словенија и така натаму. И сега се спремаме за уште една така. Значи во Словенија. Ова не е ништо, некогаш сме имале по 10 датуми. И сега планираме некаде во март април да направиме една. Не можеме веќе како некогаш, ова неколку пати го кажам, по 15 на 20 дена додиме, не може да боли кичма, бубрези и така натаму. Меѓутоа една 10-дневна или 7-дневна турнеја ќе направиме со сигурност, која што веројатно ќе ги вклучи Чешка, Словачка и други земји од тој регион. Така, последниот албум го издадовте негде во месецот март, пролетно издание. Неколку месеци подоцна го правите и концертот, кој што нема да има нема да биде нели концертна промоција на албумот, туку ќе вклучува и песни од другите албуми, како што спомена пред малку 30 песни, некои ќе бидат околу 30 на изведение. Ќе ни откриеш нешто повеќе за гостите кои се ќе биде со вас на. Најпред да ти кажам дека многу тешко бендот како поминуват години има проблем со тоа да состави плейлиста на песни, затоа што албумите ги има повеќе. Песните кои што ги знаат луѓето ги има повеќе и беше навистина тешко да се стопи оваа листа. Ќе биде концертна промоција на новиот материјал плюс тие 20 на теми кои што луѓето ги знаат. Специјални гости ќе ни бидат момците од СМАТ, тоа е еден наш познат хардкор метал бенд кој што исто така пали жари надвор од Републикава, ќе ни се придружат на 3 песни, тоа се и да не ги откривам. Едната е на Лута рана, само ќе кажам. Ќе ни се придружи Дејан Сибиновски од групата Баклава. На сцена ќе ни се придружи Сале Конга, кој што ќе биде добар дел од репертоарот, ќе освири со нас, значи така аранжмански малку поосвежени ќе бидат темите. Ќе ни се придружи меѓу другото, ајде да го најавам како специјален гостин и Димитар Тодоровски, кој што беше трубач од 98-9 до 2013-14, ако не се лажам, добри 17 години Диме труба во бендот. Да не заборавам да ги најавам и нашата специјална поддршка вечерта, тоа е или локален сапорт или поддршка, тоа е групата Визија, македонски млад рок-н-рол состав кој што има навистина супер материјал, има свој албум, свои гостувања надвор од Република кои што ќе отворат оваа вечер или овој концерт утре. Нивниот настап некаде би се случил по 20:30, вратите се отвораат во Борис Трековски малата сала 19:30. Следуваат како предгрупа или како локална поддршка Визија, па потоа некаде по 21 концертот на Суперхикс ќе биде навистина богато интересно. Кој ќе дојде нема да зажали. Ќе раскажува ќе дише малку повеќе, може чист воздух од ова што го имаме надвор во Скопје. Па не знам, знаеш, вчера прочитав еден податок дека ова ние се лажеме дека ако сме во затворена просторија дека дишеме нешто почист воздух. И ја искрено да бидам си купив дома еден прочистувач, ионизатор или како сика. Не од тие скапите, па не знам, може ми прелажале, може само ми врти по дома. Ти троши струја дополнително. Немам појма, ама мислам дека овие ПМ10 чистички читав дека влегуваат секаде, па може да се лажеме ја и ти сега дека дишеме овде. Почист воздух, ама джабе. Одличен концерт на вистина утре кој што не треба да се нема да дишат можеби почист воздух, ама ќе заборават на тоа што колку е сега надвор, затоа што ќе биде добра журка. Така. Ќе биде добра журка, но што ви треба само да понесете насмевка и добра енергија, да бидете одморени за да се забавувате заедно со момците од Суперхикс. И како за крај времето ни се приближува веќе за да го заокружиме во денешно издание на Мак Сцена 2017, како ќе ја паметиш, знам дека по концертов и по студиското издание на албумот, после и по плочата, меѓутоа ништо друго што и токму тебе ти ја одбележа или пак на бендот ова 2017 година која што полека ни одминува.
Па, ти ги кажа работите. Значи, овој винил, оваа плоча која што излезе оваа година е нешто специфично и се случува за прв пат во нашата 23 годишна дискографска кариера. И ние сме, не знам, не сме глупо ќе биде да кажам, меѓутоа еден од ретките бендови во Македонија, не знам дали знаеш, кој што има и на касета присутно се уште албумско издание некаде во југото на првиот албум. Чека викам каде малку на CD и на плоча, значи и онлайн во дигитална форма. А по што ќе ја паметам оваа година, ќе ја паметам ете по тие концертни турнеи, по дружбите со бандава, по нашиот албум. За жал, некои наши пријатели, конкретно за Дрезден, не ќе да зборам за тоа, меѓутоа еден од пријателите кој што ни не блокираше таму и ни ја даде таа германска врска повеќе не меѓу живите и такви моменти ја одбележа оваа година. Замина во вечните ловишта нашиот пријател Мирко. Но тоа е животот, продолжува понатаму. Јас се надевам дека ќе паметам пред се по она што ќе се случува утре, а очекувам утре да биде лудело во Борис Трајковски. Имате време уште ден и половина да си набавите билети доколку не сте го направиле тоа до сега и да бидете на ова вистинско концертно уживање. Што е она што ќе следува после концертот? 2018 ќе ја заклучите нели со концертот, меѓутоа што е она на што можат фановите? Спремам една интересна работа, да видиме како тоа сето ќе се организацијски ќе се поклопи, меѓутоа спремам еден прилично крупен проект. Едно нетипично издание во кое што Суперхикс не сте ги виделе до сега, ама за тоа потоа. Дали тоа ќе биде некакво биг бендовско со 30-40 музичари издание на Суперхикс, не би откривал сега. Иако открив, гледаш како? Кажа нешто. Да. Тоа ќе се случи следната година. Здравје Боже, што би се рекло. Здравје Боже, така да има здравје и секи има, нели, понатаму со тешко здравје, ама луѓе, тоа е, седете по дома. Веројатно маските можат малку да не заштитат колку толку. Пица, јас ке ти се заблагодарам за денешното гостување и одвоено време за да позборуваме нели за сите овие 24 години постоење на Суперхикс, за се оно што ќе се случува утре во вип-арената Малата сала во Борис Трајковски. Ги поканивме сите обожаватели, фанови, нови, стари, помлади, сите кои што се љубители на музиката на Суперхикс да бидат дел од концертот. Овие старите мислиш наша генерација што се. По старите од почетокот кои што се стари фанови, не мислам на возрастна публика. Стари сме. И да ви посакам уште многу успеси, уште волку да се дуплирате бројката од постоење на години и да се слушнеме, да се видиме повторно за нешто ново, за нешто убаво и да си поминеме најубаво утре. За одвоеното време и за просторот кој што да ни го стапевте, уште еднаш покана и до вас и до сите ваши слушатели. Бујрумте луѓе на концерт утре и заборавете на смогот во градот. Така, тоа беше Пеца од Суперхикс, ќе го заокружиме ова денешно издание на Мак сцена. Ќе ви посакам да имате најубава поплане, да бидете утре во одличната атмосфера која што ќе се случува во Малата сала вип-арената Борис Трајковски и да бидете заедно со момците од Суперхикс, да пеете, да пивнете може малку, затоа што е петок, нели дозволено е. Сокот јачо. Ивана Крстевска, уредник и водител на Мак сцена, Далибор Зафировски, Никола Јовановиќ, техничка реализација, продукција Радио Слободна Македонија, декември 2017 година. Чао, чао Македонија. 100% македонско. 100% музика на кирилица. Мак сцена на Радио Слободна Македонија.